За животната приказна на новинарката Цеце Николова вреди да се зборува. На 7 години првпат дознала дека има алопеција. Детството го поминала прво во згрижувачко семејство, а потоа во СС детско село. Денеска има свое здружение For You или за тебе, со кое што им помага на младите и на децата кои што се останати без родители и се од социјален ризик. Цеце Николова, гостинка со мене во студиото на Репортер, да раскаже својата приказна. Цеце, добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за убавата најава. Ти благодарам што ја прифати поканата да дојдеш и се надевам дека овој наш разговор не само што ќе помине убаво, туку ќе допре и малку подалеку. На 7 години првпат дозна дека имаш алопеција. Ќе позборуваме за тоа, меѓутоа, она што е интересно е дека овие 2 месеци веќе скрос ја тргна периката и на сите јавни настани се појавуваш оваква како што се. Така, колку на некој начин се почувствува ослободена и какви се реакциите? Па колку се почувствува ослободена најмногу на свет. Значи еве сега кога доаѓав навака е плюс 50 степени, си викам замисли сега да носам пак перика. Мислам дека доволно лета поминав така со зимска капа што би се рекло на мене. Многу се чувствувам слободно, веќе е вториот месец сум ваква. И какви се реакциите, има секакви реакции, не ми пришол некој вака нешто да ме праша конкретно, меѓутоа ги забележувам сите погледи од кои што па претходно сум се можеби плашала. Така? Сум се плашала исто така да не ме застане некој да не ме праша нешто, Бог знае што, на што јас секако имам одговор, меѓутоа појма немајте. Сум имала некои стравови во мене. Имам многу ситуации со дечиња, затоа што сега водам па некоја кампања и постојано патуваме во сите градови во земјава и во секој град сите дечиња различно реагираат. Некои се така збунети, на некои им се интересни вениве што ми се познаваат, нели, пошто сте знаеме кога ќе се ишишаме нула, односно кец, дека пак се гледа коса како ова овде што ми се приметува. Меѓутоа во овој случај нешто необично, па јас треба да клекнам, па да им објаснам, па да ме пипнат, па да видат се што е работа. Дури никогаш не сум замислувала дека така ќе можам јас да реагирам. Секогаш сум мислела дека ќе плачам, ќе се тргнам на страна, ќе исчезнам, поготово па што водам на пример некои настани кај што треба да застанам пред публика, нели, да бидам полна со самодоверба. И колку сега на овој начин ти е зголемена самодовербата, да речеме, од претходно. Пред да се решиш, затоа што да подсетам, ти лани всушност за прв пат ја тргна периката и се фотографираше и тогаш им кажа на сите дека дека се соочуваш со оваа болест. Да, лани обелоденив дека имам алопеција. Да, прво сакав да ме запознаат луѓето да видат зошто носам перика всушност, затоа што почна па и многу прашања, многу работи се случуваат тој период. Заедете 1 година подоцна јас да ја извадам периката. Имам самодоверба најмногу досега во животот, никогаш не сум имала толку самодоверба и затоа морам да признам дека се одговорни сите луѓе кои што се околу мене, моето окружување, моите најблиски другарки и другари кои што да не биле тие, не би ја извадила толку брзо, кој знае што колку време би ја носела и би се измачувала себе си затоа што секој си го фура својот филм, на никој не му е гајле дали јас носам перика, дали не носам перика, дали имам алопеција или нешто друго. Мислам, на крајот од денот сите имаме круг на пријатели на кои што сме им важни, сите други се само случајни минувачи, ајде да кажам. Добро, Малани, кога првпат се реши на тој чекор да се фотографираш, да се фотографираш без перика, претпоставувам дека не ти било едноставно да се решиш, колку време ти требаше да се одлучиш и како се чувствуваше кога првпат ги погледна сликите? Интересно прашање. Па вака, јас прво да откриам дека 10 години цели носев перика, претходно носев и капчиња и марами што се не. Перика носев околу 10 години, да. Едно сабајле станав и решив дека ќе се фотографирам така, дека сакам сите да ме запознаат каква сум, затоа што мислев дека тоа е првиот чекор за да почнам полека да се ослободувам јас од тоа што мене многу ми тежеше на вистина. Ти се јавив на Марија, другарка ми што ме шминкаше и фотографијата. Да. И на Мартина која што инаку фотографка и реков дечки сакам да сликаме, да направиме нешто, едно ремек дело кој што кој знае како ќе испадне, ама јас мислам дека ќе биде интересно и сум многу спремна за ова. И викам ако не го направиме ова задутре, зашто беше петок, значи во недела, никогаш нема да го направам, јас така функционирам. Го направивме веднаш и кога се видов на слика, не знам, почнав да плачам, почнав да се тресам, некако ми беше тогаш сватив уствари што направив. Претходно можеби не бев толку свесна какви реакции може да предизвикам и какви коментари може да добијам позитивни. Јас ден денес немам добиено се уште ниту еден негативен. Тоа сакам да те прашам, дали доби некој негативен коментар или научени сме нели на многу негативни коментари, на хейт, на што се не знам дали мојот пристап има некакво влијание, не знам до што е, фала Богу до сега немам хейт коментари, но и да имам
сигурно знам да се справам со тие, меѓутоа мислам дека луѓето конечно почнуваат да ја разбираат тежината на сите различности кои што ги има во нашето општество. Во еден разговор кога те прашав, Тице, како ќе ми опишеш алопецијата, ми рече тоа е болест која комплетно ти ја руши самодовербата. Апсолутно. Можеш ли малку повеќе да ни кажеш за тоа, во смисла кога првпат всушност дозна дека имаш алопеција? Јас во Исо детско село отидов нешто пред 7 години. Претходно имав кратка коса, не знаев зошто. Жената што ме чуваше, постојано ме шишеше со машинка. И си велам зашто ова вака, а тоа затоа што сум имала кругови, нели јас како мала сигурно деца мали не се гледаат на огледало и да речат еле видиш што имам тука што немам. Само знам дека многу ми беше тешко што немав коса и што постојано бев како машко. И кога дојдов во Исо детско село, ме прашува дали сум машко или женско, викам цец сум јас женско. Да, од тогаш не знам, многу работи се променија, но морам да признаам дека како што сум ти кажала и претходно, дека алопецијата на вистина нарушува комплетно самодовербата и ова можам одговорно да го кажам во името на сите кои што имаат алопеција, затоа што јас секојдневно добивам пораки од разни девојки па и момци кои што имаат алопеција и кои што целосно се повлечени сами во себе и кои што сакаат да им бидам јас пример на некој начин. Јас не знам, ги охрабрувам сите да го направат тоа што се чувствуваат, што чувствуваат дека треба да го направат. Не значи дека треба сега сите да ја извадат периката наеднаш, него треба да работат на себе, треба да се прифатат себе си, кога ќе се погледнат во огледало да не си се одвратни сами на себе како што јас можеби некогаш сум си била. Колку време ти требаше за да дојдеш до таа ситуација, како велиш, кога се погледнам сама себе да се сакам самата себе? Многу години, значи јас дури и во една прилика открив дека од Medicus Help каде што ги земав периките, кога ќе сретнев некој со таква ситуација, јас веднаш бегав од просторијата. Не сакав ниту да се соочам, ниту да прашам ништо поминува, ниту да побарам совет, него едноставно да ја купам периката и да исчезнам од таму. Да, за разлика од сега, или например кога ме прашаат колку луѓе, колкава бројка на лица имаат алопеција во Македонија, појма немам. Пошто не сум знаела дека навистина толку голем број на луѓе имаат ваков проблем, ниту па сум сакала да навлегувам во оваа состојба. Единствено сум знаела дека не се умира од ова, дека само заминува личниот опис, мислам само, воопшто не е само. Така. Меѓутоа не се умира на крајот од денот. Стварно ништо друго не може да се промени, а ние сме такви какви што сме. Што да направам јас сега, да си пресадам коса, не доаѓа пред. Ми рече во еден разговор, имаше едни моменти кога имав чувство дека се распаѓам од внатре. Сакам да те прашам како успеа да го надминеш оној период во тинеџерските денови, адолесценцијата, кога сме сите прилично ранливи. Колку на моменти кога си била со твоите другарки кои што имале коси, ги врзувале пред извегување, те погодувало тоа што ти не можеш да го направиш и наместо тоа мораш да ставиш перика. Како тогаш успеваше во тие ситуации како успеваше да надминеш таа ситуација? Па јас никогаш не сум се споредувала со моите другарки и ден денес не го правам тоа, секој си нели за себе. Можеби ме болело повеќе тоа што коментарот. Или на пример од врсниците многу често знаеле да бидат безобразни, особено во средно и да ме прашаат: "А ти зашто криеш дека носиш перика?" А јас тоа ми е онака све прашаме, само тоа не ме прашувај. Или не го коментирај, сите знаеме на светов дека носам перика, ама не морам да го зборувам. Тоа на пример многу ме болело. Или на пример кога сум одела на латино надпревари, затоа што сум танчерка во покушај. Не, порано многу танцував и одев на разни надпревари. Па добро, не толку најдобро, меѓутоа да. На сите тие надпревари сите девојки носеле пунџи. Јас сум носела пунџа можеби на 2-3 вкупно надпревари, потоа ми паднала косата затоа што порано имаше процеси, ми растеше па ми паѓаше. Се до 2010 дека не ми падна речиси вака како што ми е сега. Тоа ми беше многу тешко, додека и гледав сите подготовки пред надпревар, нели сте знаеме таа еуфорија без разлика каков тип на надпревар. Ете во овој случај требало да се подготви фризура за девојките, нешто најубаво на свет. Мене тоа, на пример, стварно многу ме болело. Како сум се случила? Не знам, сите возрастни се труделе да го насочат вниманието на кај мене, да ми зборуваат, да не мислам на тоа, да мислам на чекорите, да ги повториме. Мислам сите околу мене навистина се труделе да не го приметам тоа. Да, ама во една прилика рече кога бев во Албанија на латино надпревар. Да, тоа беше лани, да, лани исто на латино, имаше некој надпревар на кој што рече првпат се почувствував толку убаво што буквално никој не го интересираше дали јас носам перика или сум оваква додека играв. Таму имаше танчери од цела Европа. И всушност не беа албанци, нели нашите соседи, не дека нешто многу се разликуваме во однос на некои гледишта. Сите реагираа сосема нормално. Немаше некој што не ме покани да играме само зашто изгледам како што изгледам. Тогаш сватив дека не е ништо страшно, него дека само во Македонија можеби
и ги почувствувам погледите како што ги чувствувам, но не ме болат сега. Така. Нели, веќе го надминав тоа. Во Албанија, каде што бевме, тоа беше некој камп летен со танци, не знам што нешто. Таму одлично поминав, изборував баш со моите пријатели дека не сум спремна тоа да го издржам во Македонија. Викам, замислете јас да излезам до продавница и што се ќе се случи, колку се луѓе ќе ме погледнат и ќе ме прашаат што ти е или не знам што сум мислела тогаш. Кога спомна, знаеш колку луѓе има во Македонија кои што се соочуваат со алопеција, меѓутоа претпоставам дека ми е познати светски звезди, конкретно ќе спомнам сопругата на жена му на Вил Смит. Да. Ни рече во разговорот дека на денот кога една година точно кога си ја извадила периката? Да, баш така. Кога се фотографирав без перика минатата година и сега ми стигнува на Facebook Memories и истиот ден се појавила веста со нели Вил Смит и целиот хаос што се случи и јас викам дали ова случајност, мислам добре сум малку мрдната под датуми, многу пазам такви ствари. Да, ама реков ајде нека биде тоа еве некој убав знак за ете кратко време подоцна јас искроз да се извадам периката. Косата ќе кажам. Колку сега ти е крената само до вербата, колку си ја надминала целата таа ситуација која што некогаш ти била проблем? Јас секогаш повторувам дека борбата со себе е најтешката борба, која што кога како што кажав преска, кога ќе застанеш пред огледало и кога ќе речеш ова сум јас и се сакам и кога ќе му кажеш на огледалото многу си го, тогаш значи дека си победил се на светот. Мислам дека и не може ниту еден негативен коментар да те поремети, ниту не знам, некоја нервоза на работа, ниту ништо што ќе ти се случи од работа до дома, значи поима немам. Кога ќе се прифатиш сами од себе си, како што јас комплетно си имам прифатено себе со сите мои недостатоци, не само проблемот со алопецијата, тогаш си, не знам, ништо не може да те поремети и не може да ти ја наруши самодовербата. Во најавата кажав дека твојата животна приказна навистина е нешто вредно за кое што треба да се зборува. Не секој може да го издржи сето она што тебе ти се случувало. Детството го помина во СОС детското село, ама пред тоа беше во згрижувачкото семејство. Да, во друго згрижувачко. Во друго згрижувачко семејство, за кое што мислам дека ми имаш кажано, ама таму ги носам најголемите трауми и еден ден можеби ќе го отворам ковчегот на мрачните тајни. Да, најстрашните работи ми се случиле пред да дојдам во СОС детско село, односно до мојата 7 година. Јас навистина имав прекрасно детство пред да дојдам во СОС детско село, се разбира, пред да мајка Наташа ми стане мајка. Не знам што да кажам за претходно, освен дека и ден денес ме болат некои работи кои што се случувале таму, колку јас да сакам да бидам силна, некои работи едноставно не можам да ги заборавам. Пробувам да ги прифатам и пробувам да сватам дека едноставно некои луѓе се злобни и толку. Не можам да го променам тоа. Јас верувам во карма и верувам дека се враќа еден ден. Се чувала жена во некоја во село Манастирец која што не се грижила за тебе? Да, морам да споменам дека после интервјуто што ти го дадов во Репортер пишаното кој што го правев пред една година, кога јас прв пат споменав село Манастирец и згрижувачко семејство без име, презиме, ништо, ми се обрати, еве сега да го кажам дека ми се обрати зетот на госпоѓата која што ме чуваше, која што се уште жива и здрава. И ми кажа дека не се стекнува популарност со лажење за такви работи. Јас реков, добро, ве молам, не ме пипкајте, не сум ве пипкала 20 години. Оставете ме да си го живеам животот, затоа што јас не планирам да се влечам по судови и да се расправам со таа жена. Единствено што сум сигурна е дека таа веќе не чува деца, барем за тоа сум мирна. Не знам се дали е пензионирана, дали било што, меѓутоа најважно ми беше да знам дека нема уште едно дете да помине низ таков хорор, како што поминав јас. Пред да те прашам за детството во детско село и за мајка Наташа, сакам да те прашам како всушност стигна до тоа згрижувачко семејство, кога те оставиле твоите родители и дали денеска си во контакт со нив и дали се живи? Да, моите родители се живи. Живеат во Велес, разделено, секој со своја нова фамилија. Кога ме оставиле, па всушност присилно ме земале од татко ми, затоа што татко ми е пијаница, бил и останал и вајда така се заврши. Мајка ми побегнала од него, затоа што веројатно и она си барала некој излез за себе. Но ме оставила мене кај него на не знам колку години сум имала тогаш, можеби 2 години, најмногу 2 години. И Центарот за социјална работа од Велес морал да интервенира по неколку пријави од граѓани дека гледале што се не. И ме земале од таму, ме однеле во домот во Битола, кој што сега е затворен, или бебињата таму ги чувале претходно. И потоа ме однеле во згрижувачкото семејство во Манастирец, не знам зашто баш таму, но таа жена и пред мене чувала деца. И јас кога отидов таму исто така чуваше уште едно девојче кое што беше глувонемо, кое што кој знае што се друго има видено после моето заминување од таму. Но сега поминато е тоа.
И да, спомена за моите родители. Дали тие си во се контакт живи, со нив, дали сега се обидуваат, пошто веќе си јавна личност, колку сега се обидуваат да ти се приближат, да стапат во контакт со тебе? Малку ми е некако глупо да зборувам, затоа што јас сум сигурна дека мајка ми ќе го гледа ова и веќе ја поздравам во овој момент мојата сакана мајка. Јас не сум во комуникација со неа, избегнувам било каков контакт затоа што тоа ми го нарушува мојот мир. Така. Затоа што јас навистина, мислам колку и да звучи ова сурово, јас стварно пробав да устварам комуникација со неа, да пробам да видам ќерката што она си ја оставила некогаш. Тоа е многу тешка животна улога, во која што јас одлучив дека нема да ја играм таа улога и дека ќе си го живеам животот така како што јас сакам, затоа што ако они веќе ме оставиле, ако она ме оставиле, ако сега после 20 години она се покајала, јас сега што да правам, да се родам од почеток, ако не па да не ме остави. Сега не можам јас да го носам нејзиниот грев цел живот. Не знам како да го кажам тоа поинаку. Ама постојано се чувствува виновна зашто избегнувам комуникација со неа. И било каква средба и било што со неа, едноставно ме вознемирува кога ќе видам нејзиното име на телефонот дека звони, јас готово веќе денот ми е уништен. И реков мене ова во животот не ми треба. Јас имам мајка Наташа, која што во секое време, во сите мои најтешки моменти била покрај мене и си имам мајка. Многу ми е жал што е така, ама веројатно така требало. Нека си живее жената срекна, си има уште деца и Спомна дека има деца, значи дека имаш полубраќа, полусестри, дали си со нив во комуникација? Да, имам полубрат и полусестра од нејзина страна и полубрат од татко ми страна. Ние сме на големо, се ми се срекно, сите на сите страни. Се шегувам. Не сум во комуникација со нив. Полубратот и полусестрата едните едва ги познавам, додека со другиот полубрат се обидов да остварам комуникација, односно бевме многу блиски да остварам комуникација, затоа што тој живееше и живее во Скопје, другите се во други градови. Меѓутоа јас уште од мала сум научена дека физичко насилство апсолутно никако не треба да се толерира и дојдов во една многу непријатна ситуација со него во друга земја, каде што бевме јас и неговата супруга и се случи нешто што јас не очекував никогаш дека ќе се случи. Бев преплашена и се јавував во прв пат го зборувам ова, многу ми е така добро. Се јавував на мајка Наташа и реков мајка вака и вака се случи затоа што она го знае мојот полубрат и реков та молам одма да ме земете од овде, значи ја не знам како да се вратам, не знам, тоа беше само што излегов од 10 детска село, значи тогаш имав 18-19 години. Реков еве сега почнува мојот самостоен живот, имав некои големи замисли, планови, што се не, за се тоа да ми не да ми пропадне во вода, ама едноставно ми се скрши се тоа. Имав сега нели други стравови некои во главата, ми беше страв дека ќе дое дома, дека не знам што се нема да се случи. Дојдоа ме зема во рекордно време. Јас пријавив во полиција и ден денес некои ме осудуваат за тоа, меѓутоа не знае никој што се случи таму и колку тоа мене ми беше страшно и какви јас последици и здравствени имав после тоа. И јас одлучив дека и онака веќе доцна се појави во мојот живот, дека немам потреба од него. По сите овие работи што ми ги кажуваш и што ги кажуваш еве јавно, колку треба сила за некој вас да го вака сега кога зборувам, не ми се верува дека зборувам за работи мене што ми се случиле, многу да бидам искрена. Ама ете, да. И денес сум тоа што сум, ми се случило сите тоа и веројатно да не ми се случило, немаше сега да се правим овде моја вака. Ја спомнуваш неколку пати мајка Наташа. Прв пат ја запозна на колку години, која е мајка Наташа, што све таа представува за тебе и дали до ден денес претпоставувам дека сте во контакт? Мајка Наташа, да, апсолутно. Мајка Наташа е мојот ангел чувар, јас би рекла. Таа дојде во село Манастирец да ме земе од тој хорор со уште еден господин и јас си бев првото дете всушност во истото детско село. Да, она нема инаку нејзини биолошки деца и многу се приврза за мене и јас за неа се разбира. Таа се уште работи таму и се уште згрижува деца, можеби повеќе од 15 има до сега згрижено и таа е навистина моја најголема поддршка, можеби не се слушаме секојдневно, ама нема нешто што не знае, што треба да го знае, што е важно и секогаш кога ќе се видиме таа близина си постои, се разбираме се поглед што се вика. Баш се чувствувам како да ме родила мајка Наташа затоа што кога ќе почне она да плаче и мене тука нешто одма ми проработува, нели како кога ќе се видиш некој твој близок што многу го сакаш. Многу сум поврзана со неа, не би можела едноставно без неа. Каков е животот во детско село? Што се случува таму? Како ги поминувате деновите? До колку години всушност се останува таму и кога децата кои што се без родители, изгрижени, го започнуваат својот самостоен
самостоен живот? Па јас бев во семејната куќа кај мајка Наташа до мои 14-15 години, потоа имаше некој втор начин на згрижување, сега не знам искрено точно како се одвиваат тие работи. Живеев во младинска куќа за време на моите средношколски денови. Тоа е некој, како да кажам, подготвителен процес за потоа самостоен живот, нели, кога следува после 18 години. Многу е различно од тоа како живеев со мајка Наташа и како живеев во таа куќа, во Радишани. Меѓутоа многу научив од тоа и некако на 18 години можеби не бев целосно подготвена за самостоен живот, ама знаев да ракувам со пари, знаев да едноставно сама да си го чувам домот, што се вели, што е тешко многу на 18 години, мора да признаем. Кога почна да работиш, кога се работи и од каде љубовта кон новинарството, затоа што ти си новинар во сајтот Точка и беше репортер на Алфа телевизија, така? И на Сител, така. Да. Кога прв пат се роди љубовта за новинарството и како започна таа целая да приказна? Па јас постојано во детско село ги водев сите можни настани што постоја. Да, секогаш ми читав нешто уште како малецка. Мајка Наташа ќе напише нешто, не беше многу запишување. Она ќе напише нешто, ќе рече цице, сега ќе дојдат гости, ти требува да го прочиташ и јас така некако се научив. И на 18, можеби 20 години сфатив дека јас ова многу го сакам. Сакам камери, сакам се ја уживам моментов, посебно што зборуваме за некои стварно деликатни теми, ама дека го сакам тоа. И станав едно собајле и реков, добро, па ти се кажете како сакаш ова, нема никој да знае ти дека не кажеш, затоа што бев инаку запишана на медицински факултет. Така. Демек ќе бидев логопед, ништо од тоа. Супер професија, меѓутоа не сум јас за медицина воопшто. И така некако се случи Точка да ми даде можност да се пробам во новинарските води. Бев на некој пробен период. Не ни помина периодот колку што се договоривме, тие ми рекоа топ си работиш овде и денеска правам 4 години во Точка. Со среќа нека тиете, видиш како коинциденција има све интервјута што го договоривме така. Баш ми е драго. Да. Продолжи и почна да... Потоа почнав да работам со Ивце Пивце во детска емисија. Имав таму некоја не толку конкретна улога. Поентата беше да бидам со Ивце Пивце во емисија. Од таму ме препознаваат во Сител, ми се војат од Сител. Работев во утринската програма на Сител околу 1 година. Потоа паузирав малку од телевизија, работев исто со Ивце, меѓутоа од зад камерите. И потоа се случи Алфа. Сега спремам некоја моја емисија, па ќе видиме што ќе се случи со тоа. Ти посакувам среќа, љубовта кон танцот. Љубовта кон танцот ми е од 7 години. Така. Имав избор да одам на играорна или на во Ритам Плюс. Така, Ритам Плюс беше така. Јас немав поима што е Ритам Плюс, односно дека така се вика клубот всушност и реков ова е нешто поинтересно ми се гледа. За јас уствари подоцна да сватам дека јас не можам да живеам без латино. Замисли да сум отишла на играорна. Мислам апсолутно немам ништо против тоа, нели, луѓето и го шетаат светот во најмала рака, ако не друго. Играорците поготово. Па поготово, да. Меѓутоа латиното ми е, не знам, многу сум среќна што толку блиску дојдоа Ритам Плюс, односно пошто ако не дошле во детско село, јас можеби никош не би слушнала за нив. И таму одев 10 години, можеби, одев на разни надпревари. Преубаво беше тоа искуство, стварно. Уште една тема за која што интересно сакам да зборуваме е всушност твоето здружение кое што го оформи, нели, потикната од твојата животна приказна за тебе For You, во која со која што им помагаш на децата и младите кои што се без родители. Неодамна имаше една одлична кампања во која што успеа, потсетиме само колку деца да ги однесеш на да соберете средства и колку деца да им овозможите прв летен одмор. До овој момент 14 деца, сега кога го снимаме ова, значи дечките веќе едната група ќе биде, односно кога ќе се емитува, веќе ќе биде замината во Охрид. Во еден многу луксузен хотел, морам да признам, тие за сите воодушевени зашто ние сакавме да собираме средства барем некаде да отидат, не баравме преку леп погача што се вели. Колку средства да соберат, толку. Меѓутоа се појавија 20 донатори кои што рекоа нема да било каде, туку ќе одат на супер место и да така испадна тоа некако многу брзо, затоа што не бев сигурна колку средства навистина ќе се соберат. Минатата година исто правевме оваа кампања, едва испративме 5 дечки во социјален ризик во Дујран. Мислам, велам едва затоа што уште бевме нова организација, не знаеа, не ни веруваа толку луѓето, иако сепак и тој одмор беше супер. За оваа година, значи почнавме со 10, сега веќе 14 ќе одат. Мислам, 10 беше идејата да испратиме, а ќе испратиме 14 млади во социјален ризик на одмор во Охрид.
Добро, ајде да позборуваме малку околу твоето здружение, кога Да. го оформи, што све се случува тука, те гледам често на некои на јавни настани со здружението. Колку е тешко пред се да се обезбедат средства Многу. и како оди целата оваа работа? Па вака јас, кога си го најдов патот со новинарството, Така. сватив дека, не сватив јас сама сега да не се лажеме, околу мене сите ми велеа дека гледаат некоја многу голема амбиција и дека можам да помагам и на други. Так. Велам, како луѓе, јас уште за себе не сум се спастрила како што треба, јас на други ќе помагам. И тоа ностоп ми беше зборувано за едно утро да сватам дека да, јас можам да го правам тоа и дека ќе отворам организација и колку и да е тешко, не сум сама, нели, фала Так. Богу, имам 5 основачи сме, јас сум само председател, кои што ми помагаат, а нормално дека тука се сите мои блиски пријатели кои што во секој момент што и да треба, нели, ќе секако ние заедно ќе завршиме работа. И јас ја отварам организацијата. Дечките не ме сватија многу сериозно на така. почетокот и ми изгледаше многу добро за да биде вистинито. Така. Но ете, вистинито е, се случува ова на вистина, затоа што тие после 18 години се некако ставени сами на себе. Така. Државата и не толку многу се грижи за нив. Има некои мерки на кои што треба да се работи. Ајде вака дипломатски Така. ги одговорам, затоа што сега да не ја вртиме темата натаму. Ова организација е со цел да им помогне на сите млади кои што се наоѓаат во светот на возрастните и на кои што им треба поддршка да се вработат, па потоа да видиме да го ствариме правото на домување, социјалните станови, евентуално да стигнат до оваа категорија на лица. И еве, имаме летни, зимски кампањи, постојано се што е потребно, ние сме тука за овие млади. И за сега како се задоволна од ова што успеавте да го направите, освен еве децава кои што ќе ги спратите на одмор, има ли некои најави дека работава ќе оди во позитивен и нагорен правец? Па види, искрено, ние работиме без проект, односно без финансии, никаква поддршка од никој. Ние физички се уште немаме ниту канцеларија. Аха, Верувала или не, да. верувам. Да, функционираме, ете, онлайн систем, фала Богу, пандемијата нешто не научи. Така што одиме во правилна насока и без проекти ние одлично функционираме. Нема некој кој што ни се обратил, а не добил соодветна, нели, помош или поддршка, дали било тоа храна, дали било вработување, дали било помош за да се пресели во друг стан, преговарање со газата на станот кој што не знам 300 проблеми се случуваат, значи се случува, да не раскажувам неките да знаете тоа, но мислам дека сме одличен тим и функционираме. Мислам, многу лесно се разбираме. Новој му треба помош, одма треба да се заврши, нема чекање. Следната недела се знае секогаш дека е приоритет тоа што последно се јави. Кога ги гледаш сите тие сега, деца без родители, колку на некои моменти ти се враќа детството и се гледаш себе си? Тоа ми се случува најчесто кога одам во куќата кај мајка Наташа, кај што таа ги чува сега другите дечиња кои што се мали, кои што јас она кога ќе почнам да раскажува некои работи што се им се случило, мене ме боли. Јас не размислувам дека и мене ми се случиле некои работи и она лично ме потсетувам, викам немој да заборавиш кај тебе. Викам не сакам да споредувам, едноставно ме боли. Не знам, ме боли тоа што постојано има деца без родители, навистина, многу ми е тешко кога одам таму. Ги гледам нив и нормално дека се гледам себе преку нив и си велам кој знае ова дете во што се ќе прерасне, кој знае што се поминало, 300 филмови ми се вртат во главата и знам дека е навистина тешко да си го најдат патот, затоа што најголем дел од нив се чувствуваат многу осамено во овој свет на возрастните. Добро, да, сега ми го наметни прашањето, што беше со осаменост? Дали и сега се чувствуваш осамена во некои моменти тоа? Не, или веќе работите се поставени во... Не, сега си е поставено така како што треба, апсолутно не се чувствувам осамено, но тука морам повторно да кажам дека е многу важна улогата и на мајка Наташа. И сите мои блиски се разбира и Джени морам да ја споменам која што ми е сестра, но со која што сум пораснала во Исоцско село. Значи си имам сестра, си имам мајка, си имам пријатели, си имам се што треба и воопшто не се чувствувам осамено и чувствувам дека навистина многу ме сакаат сите луѓе што се околу мене, мислам дека сте на сите тоа ние некако најважно на крајот од денот. Децата ќе ги испрати на одмор во Охрид. Да, само не деца, тие се млади дечки. Млади дечки, извини, да, рече неколку пати млади дечки. Да. Дечките ќе ги испратиш на одмор во Охрид. Разговоров го правиме на 50 степени среде лето. За крај, кои се твоите планови и ќе одеш ли ти на одмор некаде? Ќе одам и да го чекам август. До август ме чекаат уште еден куп работни ангажмани, но при тоа јас уживам во работата, уживам во сите што правам, во секаде каде што ќе ме викнат и каде што јас ќе се пројавам, јас прифаќам. И да, едва чекам да одам на одмор, не откривам каде да не направам пак со сега, ајде. Не откривај.
Да. Цеце, ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортер и што сподели твојата приказна од десен. Ти благодарам и на тебе, беше многу искрено и ми беше чест. Благодарам.